Добро вечер, почитувани гледачи. Ова емисијата е Екожурнал, емисијата областа на екологијата. И малку изненадено и невообичаено одиме во еден понов термин, за тоа има причина и верувам дека нема да ни замерите. Затоа што Екожурнал е емисија од областа на екологијата во која станува надеж за поголема еколошка свест. Замислете како би изгледала една еколошка слика, еден еколошки систем, доколку секој од нас барем еднаш дневно фрли по едно кмивче на улицата. Каква е таа слика, со какви тонови, со какви хармонии? Изберете самите дали за хубаво утро, почисто или пак за нешто друго. И на самиот почеток, да не дължа многу, одиме со представување на денешниот гости. Например, добро вечер, а тоа е господинот Ивица Милевски, асистент во Заводот за физичка географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Најнапред, добро вечер и ви благодарам за поканата за учество во емисијата. Вака интересна и убава емисија од областа на екологијата. Како се чувствувате во студиото на Екожурнал? Можем да кажем дека се чувствувам многу пријатно и фино. Слободно. Да, слободно. Вака, јас како што кажав, вие сте асистент во Заводот за физичка географија. Па, најпрво на почетокот да кажеме некои карактеристики за релефот на Кумановската котлина. Па би почнале со некои најопшти карактеристики на Кумановската котлина во однос на природно-географските особености. Да кажеме дека Кумановската котлина сушност е по површина е една од средно големите котлини, има некаде околу 1315 км квадратни. Значи, во Република Македонија, во однос на територијата на Република Македонија, зафаќа површина од околу 5,5%. Што е карактеристично за самата котлина? Во рамката на котлината се наоѓаат повисоки области со височина од околу 1500 до кај 1500-600 метри, и тоа на запад е Скопска Црна Гора со врвот рамно 1659 метри, од северна страна е планината Козјак, од источна страна се наоѓаат исто така повеќе ридско-планински масиви со височина до 1000 метри. Значајно е што централниот дел на котлината всушност е ридско земјиште, има ридест карактер, така што и тој централен дел всушност е исполнет со плиоцени седименти, со специфичен геолошки состав, така што се одликува со интензивна ерозија на тлото. И тоа е една карактеристична особеност, бидејќи поради специфичниот геолошки состав, поради специфичната морфологија и морфометрија на котлината, како и поради некои климатски карактеристики, се јавуваат специфични ерозивни форми кои што се доста штетни, можеме да кажеме дека се доста штетни за подрачјето на Кумановската котлина. Да кажеме дека вие споменавте за ерозија, а исто така и спремате магистарски труд во врска со ерозијата. Па нешто повеќе, што е тоа всушност ерозија, да објасниме на кумановските граѓани? Па да кажеме дека стручњаците обично по терминот ерозија подразбираат однесување на површинскиот растресив слој. Меѓутоа, ако се детализира тоа, може да се каже дека всушност ерозија представува воопшто еродирање, односно разнесување на површинскиот слој од било која карпа. Значи не мора да станува збор за растресита маса или растресити карпи, туку може и некоја компактна карпа. Сега, што е значајно? Значајно е што територијата на Кумановската котлина е во поглед на ерозијата е многу напред.